Министерството за образование го објави конкурсот за упис на средношколци во новата 2019-2020 учебна година. На југоистокот од Македонија во 6 средни школи место има за 2278 ученици. Најмногу слободни места има во Струмица. Во 3 средни школи Јане Сандански, Никола Карев и Димитар Влахов има место за 1292 ученици. Новини има во Димитар Влахов, каде што прв пат годинава се отвораат паралелки за агротехничар и техничар по фитомедицина. Во телефонски разговор за ТВ Канал Вис, директорот Димитар Ѓорѓев истакна дека отворањето на новите профили е по нивно барање поради големиот интерес и атрактивност на овие занимања. Таму остануваат земјоделско-ветеринарната, хемиско-технолошката и здравствената струка. Во Средното општинско училиште Никола Карев има најголем број на слободни места, 544, а таму функционира и дисперзираната паралелка по фудбал на Спортската академија. Во Јане Сандански има 374 слободни места, во гимназиско образование, економско-правна и трговска струка. Значи, ни беше наговестено и тоа најверојатно ќе стане реалност од 1 септември 2019 година. Повторно ќе бидеме подложни на промени во стручното образование, на што точно тоа се однесува. Значи, после неколку години банкарски техничар во нашето училиште, овој профил се укинува. И не само што се укинува профилот, се воведува еден сосема нов начин на изведување на стручното образование. Ако ме прашате кои се новините, не можам да ви кажам, бидејќи сметам дека дури и тие кои што се иницијатори на овие промени се уште немаат јасна слика за тоа на кој начин ова образование сака да го променат. Се зборува за модули, се зборува за повеќе изборни предмети, меѓутоа да не должам ќе кажам дека поради дадената промена која претходно ја спомнав, ние се враќаме на 4 паралелки економски техничар. Еве сега, бидејќи ја имам приликата, ќе кажам дека остануваме и со 7 гимназиски паралелки, така да во 2019-2020 учебна година ќе запишеме ученици во вкупно 11 паралелки. Во Гевгелија има 374 места. Во Средното општинско училиште, каде што има профили за гимназиско образование и машинска струка. Во Валандово 170 средношколци може за прв пат да седнат во средношколските клупи, во гимназиско образование или земјоделско-ветеринарна струка. 442 места има слободни во Средното општинско училиште во Радовиш, каде што средношколците може да се определат за гимназиско образование, електрострука или економска струка. Од годинава прв пат стартува реформираното стручно образование. Стручните школи по барање на Центарот на стручното образование може да внесат одредени модули за кои има потреба во општината. Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во еден уписен рок со 3 пријавувања, 2 пријавувања во месец јуни и 1 во месец јули. Доколку има повеќе заинтересирани кандидати, школото ќе организира квалификацијско тестирање.